Најпрво сакам да им честитам на екипата на Алкалуит. Јас искрено знаев дека, познавајќи го Кирил Лазаров, знаев дека нема да дојде да се предаде, него едноставно ќе дојде тука да се надпреварува. Нас тоа ни беше мотив плюс. Тешка утакмица, како што рековте, затоа што екипата на Алкалуит немаше притисок. Тие дојдоа да играат, а ние знаевме дека мора да победиме. Во ниеден момент не се плашев од нашата победа, но малку ми е криво на крај затоа што разликата можеше да биде малку и поубедлива. Едноставно имавме одлично прво полувреме, знаевме дека ќе играат 7-6, тоа го работевме на тренинг и тренинзите во последната недела дадоа плод, неколку празни голови на празна мрежа и затворивме нивните напади кои мислевме дека ќе и се остварија во 7-6. Второ полувреме некако како да бевме опуштени, мислејќи дека надпреварот ќе биде решен уште во првите 5 минути од второто полувреме. Психичка војна можам да кажам, но на крај излеговме добро. Единствено морам да кажам дека прв пат оваа година некако бев скептик на последниот пенал на Богдан Радивојевиќ. Сакав да направам измена, дали да биде Цветан или Дејан Манасков, тој што ќе постигне гол, а со последниот гол на Богдан Радивојевиќ веќе бев и сигурен дека таа титула ќе остани кај нас. Ние на таа утакмица со Вардар сакавме да го решиме првенството. Мислам дека ќе отидевме на некоја недостижна разлика од 7-8 поени разлика. Се деси тоа да се вратиме во разлика која може да биде клучна за крајниот резултат на табелата. Имавме тешко гостување во Охрид, тоа го поминавме одлично. Екипата беше одлична се до моментот кога заминавме во репрезентација. Таа недела тие 10 дена беа стварно тешки затоа што со 5-6 играчи тука и сите доаѓаа некако од гостувања. Имавме тежок надпревар со купот и после тој куп некако како да емоциите бевме некако емотивно испразнети. Знаевме дека овој надпревар ние се и бевме насочени и фокусирани до последна секунда.